Еве сме повестите назад во нашето студио. Во наредните неколку минути ќе поразговараме на тема од областа на спортот, поточно за развојот на фудбалот во нашиот регион, а и низ целата земја. За ова и многу повеќе ќе зборуваме со господинот Горан Стојановски, кој што е бил долгогодишен фудбалер и тренер, но и дипломиран професор по спорт и спортски активности во Општинското основно училиште Гоце Делчев од општина Неготина. Добро утро, господине Горан, и добро ни дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро и поздрав до вас и до вашата телевизија. Така, кажав и во најавата дека нашата главна тема денеска ќе биде фудбалот, како се развива фудбалот низ годините наназад па се до денес. Конкретно ете за вашата општина и низ целава земја ете ваше мислење ќе споделите. Најпрво еве да кажеме какво е влијанието на фудбалските школи во развојот на фудбалот, како во Неготина, така и низ целава земја. Ете, кој е вашето мислење да ни кажете? Па генерално кој ги гледаме овие работи во спортот, значи чисто моје мислење, мислам дека влијанието на фудбалерите, на младите фудбалери во спортот во нашата држава и во нашите градови е на едно средно високо ниво. Би поесно поточно да кажам дека има еден позитивен тренд на едукација на младите фудбалери, каде што масовноста е се поголема и поголема, и тоа е за еден добар почит од страна на децата, на родителите, на едукаторите, на тренерите. И со самите тие спортски активности, значи имаме позитивен аспект врз влијанието на развојот на физичкиот развој на децата, што е многу битен елемент да се каже во таа област. Потоа имаме развивање на психолошкиот дел на децата со овие забавни тренези, па тука е социјалниот, па развојот на детето, и кога сме кај влијанието на овие спортски активности кај овие млади категории на деца, можем да кажем дека со самиот физички развој се развива и физичката способност на децата, поточно оној психомоторичен дел, каде што се офеша брзината, издржливоста, силата, експлозивноста, еластичноста, и сите овие трендови на тренези, значи допринесуваат за поголема масовност, поголем тренажен аспект кај децата, и генерално може да се каже дека на едно високо ниво масовноста на овие деца во таа област. Така. Каква е ситуацијата во вашата општина, ете конкретно во општина Неготина? Колку децата сакаат да тренираат фудбал? Без разлика што ете, напоменав и во најавата дека вие сте долгогодишен фудбалер, тренер сте биле и професор по физичко образование, но морам да напоменам дека сте и магистар по спортски активности. Морав тоа да го напоменам. Каква е состојбата во Неготина? Па мислам дека овој позитивен тренд исто и кај нас во градот е на едно високо ниво. Сепак, значи, од година во година растат. Значи, има некои мали проблеми кои што треба да ги лоцираме тие проблеми. Так. Значи, ја би се навртел на оној дел, на едукативниот дел, кај што сепак со тие млади категории треба тренерите да бидат едуцирани, затоа што има посебни програми, да речеме, за млади деца, за пионери, за постари пионери, за кадети, за младински дел, каде што мислам дека треба да има поголема контрола во тој дел, затоа што има и бивши фудбалери кои што се долго време се бавеле со тој спорт, кои што го пренесуваат нивното знаење на практичен дел, но сепак секој што сака да се бави со таа дејност треба да се едуцира преку Центарот за едукација на Федерацијата на Фудбалската федерација на Македонија, каде што ни даваат правилни насоки како треба да изгледаат тренизите, и во тој дел би сакал да напоменам дека посебни се тие тренизи, да речеме, за пионери, за кадети, за младинци, да не дојде до поголемо оптоварување на тие млади категории, да не дојде до некои други несакани последици, како што е спортската тахикардија и така натаму, и би дал еден апел повеќе да се внима и да се контролира на тренерите, едукатори, дали располагаат со таа потребна лиценца и нивото на тренези, на
товарување на тие млади деца со тие млади категории. Така, споменавте лиценци. Еве да кажеме, вие со какви лиценци располагате и како дојдовте всушност? Кој е патот до овие лиценци? Дали е тежок? Каде се бевте за сите оние лиценци кои што вие ги поседувате? Пред самиот наш разговор, пред да започнеме, ми кажавте нешто околу тоа, но ајде еве сега и пред гледачите тоа да го испрезентираме. Па искрено да ви кажам, и порано сум се бавил како тренер, значи сум работел долго време во екипата на Вардар Неготино, од 96-та година па Не натаму. само во оваа екипа, Да, во повеќе во екипи, повеќе екипи со млади да го категории. кажете и тоа. И сум имал така некој негативен став спрема тие лиценци, но решив да пред 3 години да се запишем. Значи почетокот е, значи има повеќе нивоа на лиценци, значи од С лиценца, Б лиценца, А лиценца и Про лиценца. Така. Значи кога се запишев на тој едукативен камп, значи тоа се одржува повеќе семинари во спортскиот центар Истатов, каде што има повеќе професори, демонстратори, каде што многу работи може да се научат и бенефитот на тие лиценци е што секој тренер си ја знае правата насока на тренажниот процес на тие млади категории. Значи тоа е бенефитот. Значи степенот на тренажниот процес се издигнува кај секој тренер на едно многу високо ниво и секој што сака да се бави со приватни школи до 17 години мора да ја поседува таа Б УЕФА лиценца, доколку не ја поседува може да се дојде до некои проблеми, например казни за клубовите и така натаму, а додека ако сакаш да се бавиш со таа едукација на УЕФА лиценца, значи после добивањето на Б УЕФА лиценца треба да работиш 2 години како тренер во некои млади категории, да потоа го продолжиш тој пат на УЕФА лиценца, што значи дека со таа лиценца може сите категории да ги работиш во тие млади категории до 21 година. Така. И да бидеш главен тренер на втора лига и помошник тренер на прва лига со ова УЕФА лиценца. Додека со Б УЕФА лиценца може да бидеш тренер во трета лига и помошник во втора лига. И мој апел е дека треба да има поголема контрола во овие приватни школи така, од страна на федерацијата за тоа што Со цел има во правилно Македонија да се правилно да се едуцираат едуцираат децата. дечињата. Мислев Да. на тие Така. кондициони тренинзи каде што сепак многу е тешко да се работи со млади категории, постари категории. Значи тука е таа една осетлива генерација на деца каде што мора да има правилни тренинзи за тоа што и ние во целост се едуцираме на тие УЕФА лиценци. Така, со која лиценца вие располагате? Со УЕФА лиценца, да. Така, таа е највисоката за 21 година, Да, како кажа. таа е највисоката лиценца до 21 А дали година. треба, тоа сакав да ве прашам, дали и претходните лиценци кои што ги споменавте, Б и С или како ги кажавте, не ги запаметив, дали треба тие првен да ги совладате, да ги имате, Да. па потоа да се искачите на едно друго ниво или си бирате вие лиценца која што сакате да ја полагате? Па првото ниво е Б УЕФА лиценца, Така. каде што треба да се поминат 140 часи во тој фудбалската федерација во спортскиот центар на Истатов. Така. Значи тука тоа се кампови, значи повеќе семинари од по 6-7 дена, каде што секој од тренерите се едуцира на практичен дел, на теоретски дел, кај што има професори и од областа на психологијата, медицината и така натаму. И со тие правилни тренинзи, значи насоката од тие главни демонстратори, значи каде треба да оди правецот на тренирањето во тие млади категории. Значи тоа е таа Б УЕФА лиценца каде што јас кога полагав бевме околу 40 до 50, што значи дека 50 едукатори значи се учиме еден од друг и мислам дека тој позитивен тренд треба да продолжи понатаму, а доколку сакаш нормално да се надоградуваш на повисоко ниво, е УЕФА лиценца и ова што е највисоката лиценца од светски ранг, е Про лиценца, каде што Така, кажавте. може покасно да кажеме и за тоа И нешто. прескладно. Имате учествувано, имате посетено на некои анализи на надпревари надвор од земјава во Осијак чином, Да. беше. Какво искуство беше тоа за вас? Ете, што представуваат тие анализи, колку ви помагаат во целокупната работа? Што правевте во Осијак? Па вака, значи ние кога бевме на таа УЕФА лиценца од страна на едукаторите, ни беше појасно дека правецот на соката е таа. Значи ние не значи дека ако добиеме лиценци дека готово одма станавме тренери, него фудбалот
толку е прогресивен и има таква брза евалуација во тој поглед, Така. што ми даде да на идеја да одам да постам некој од бившите наши бивши југословенски републики. Најблиско ми беше Хрватска, затоа што мислев дека Хрватска е многу високо во тој тренд на фудбалот, да видам кој е нивниот тер, како тренираат, како се понашат, како се едуцираат и кога се полага УЕФА лиценца, значи треба да имаш екипа за анализа. Мене екипа за анализа ми беше Риека и Осијек, што ги анализирав тие две екипи. Одлично. И бев таму и тоа што го видов, бев околу 25 дена во Осијек. Значи ги поминав сите овие етапи на припремни периоди на тие тренизи и видов дека многу ми помогна кога бев после тренер Вардар Неготино и дека мора секој тренер да се едуцира настрана да види како се работи во другите земји и да се пренесува тоа на нашите фудбалери, затоа што сепак треба да учиме од тие што се на ранг листата многу повисоко од нас. Значи самиот факт дека Македонија на кое место е, значи малку треба ние да дојдеме до тој идеја да посетуваме, да видиме како се тренира и што се тренира. Значи лиценцата е само возачка дозвола да ја возиш колата, а како ќе ја возиш? Значи тоа е индивидуално. Така. Од секој тренер, да. Одличен пример ви беше ова. Дали се работи правилно во клубовите етани земјава? Што мислите вие? Веројатно имате некои анализи направено само за вас. Ете, кој е вашето мислење околу клубовите во земјава, без разлика дали прва лига, втора или трета лига? Мислам, општо за сите клубови, да, кој е па мислам дека со овие спортски академии, мислам тоа е едно, мислам можам да го поздравам таа идеја, пошто така малку подоцна ќе го кажеме вашето мислење околу тоа, но друго ве прашав колку се работи правилно во клубовите? Ете. Па мислам дека во клубовите ако направи на паралела на комерција и на правилна селекција, значи ја би го насочил моето мислење, вашето прашање, тоа што сепак кога имаме некоја школа за фудбал, значи прво треба да имаме селекција на тие фудбалери, значи најбитна работа. Значи да не ја запоставуваме селекцијата, затоа што имаме сега подударен на две работи, значи од забавен карактер тренизи и од надпреварувачки карактер. Значи мора прво и основно да има селекција на тие фудбалери. Второ, дали фудбалерот поседува индивидуални способности за фудбал. Значи тоа е многу битна работа. Трето и најбитна работа на семинарите кои што бевме сега ни беше спомнато, дали има правилна годишна програма за тие млади деца. Значи кај нас не знам, освен овие што имаат стабилни финансиери, да речеме како Академија Пандев, како Вардар, како Шкендија, сигурно они си го терат тој тек, значи за другите мислам дека треба повеќе да се гледа на тоа, значи правилна програма и најбитна работа правилни едуцирани тренери. Значи многу битна работа и на крајот ги споменавме сите овие лиценци кои што треба да ги има еден тренер. И на крајот да има за тие деца надпревари. Значи најбитна работа да има надпревари. Мислам дека и децата највеќе ги сакаат надпреварите, всушност, според моето искуство кој што ете сум имала доста гости кои што се во областа на фудбалот и тоа и децата ми го имаат кажано дека всушност надпреварите ги сакаат најмногу и највеќе уствари таму го прават вистинскиот тренинг. Баш така, дали ние во земјава имаме таленти кои што се развиваат правилно и може би ќе достигнат некое високо ниво како на светски и европски ранг? Па овој позитивен тренд што е моментално во нашата држава покажува дека се работи. Значи има таленти значи ова најдобар пример е нашата млада репрезентација од 20 години која што се пласираше. Така. И мислам дека пред се прво треба да обратиме многу внимание на таа инфраструктура. Значи знам дека тоа кошта многу пари и треба да се најдат финансиери, значи финансиери што ќе имат стабилност на финансирање на клубовите. Значи не приватен. Тоа секогаш и вистинскиот проблем. Значи не приватен капитал, значи влегово денеска по последна година го нема, него трајни финансиери каде што тоа е основата на една работа, значи инфраструктура, значи терени, значи еден терен, втор терен, трет терен, реквизити кои што треба тие млади категории да работат, тушеви, значи кај нас ги гледам сега, значи одат на тренинг пред 5 минути е на тренинг, тоа јади сендвич или значи треба и со тие деца малку и на тоа поле да се разговара дека колку сата треба да се јади пред тренинг, што треба да се јади,
Значи треба да има основни работи за Така, услови за учење. ова што го споменавте функционира на светски рамки, значи секој клуб треба да има свој лекар, нутриционистите се тука многу битни за нивната исхрана и ред други работи кои што само да се надоврзам на претходната тема, мислам сега е вака да доловите тоа прашање. Кога отидов во Осијек, значи како еден тренинг излегов на екипа реномирана од Хрватска, значи таму по 10, значи имаш таму фитнес тренер, што е многу битен. Значи кај нас тек сега едукацијата тоа че го спроведува фитнес тренер. Значи тоа е една од најбитните работи во еден тренажен процес. Кондиционен тренер. Имаш тренер на голманите, имаш психолог, имаш доктор, имаш физиотерапеут, имаш помошници. Имаш вработен заедно во таа категорија на тренери, значи информатичар, значи дипломиран електроинформатичар, затоа што он му ги дава сите податоци на тренерот, тие анализи на секој нареден надпревар. И фактички тоа е еден тим како треба да функционира еден тим од повисоко ниво за разлика од кај нас. Значи не е само тренерот. Тренерот е главно што треба да тактиката, да ја води моделот на игра, играта, да ја води, значи, да. А иначе уште еден клуб, значи по дефиниција тренери се во една екипа за да има еден успех на екипа. Сепак тоа е точно дека она што јас го знам дека тренерот вика дека е пола екипа, пола од екипата. Она што друго би сакала да ве прашам, што е она потребно што треба да се смени освен овие работи кои што ги кажавте во врска со развојот на фудбалот во Македонија? Па мислам дека како што спомнав сега, значи најбитна работа да има траен финансиер. Значи на долги стази, да речеме, сега тука дали државата треба да преку тие неговите агенции за млади и спорт, тоа каква е таа план и програма, значи најбитна работа се финансиите и секој клуб треба да има менаџер. Што значи тоа? Менаџер координатор, значи да ги координира тренерите што работат, да ги предвидува, да ги планира, да ги раководи. Значи кај нас тренерите немаат одговорност. Во сите поголеми екипи. Значи има такви менаџери, координатори што ги координираат тренерите, што ги пратат. Јас скоро бев на еден тренинг во Академија Пандев, таму исто така работат по едни светски размери, значи таму си има координатор што ги надгледува сите тренери што работат денеска. Дали он има програма, дали оди надвор од таа програма. Значи мора некој да ги контролира и тренерите. Кај нас мислам дека тоа малце на едно така по-ниско ниво, кај нас никој не ги контролира нашите тренери, дали работат правилно, дали не работат така натаму. Сите екипи кои што имаат трајни финансиери, како Академија Пандев, Борец да го земе за кој што гледаме еден висок тренд со спонзорот Шкендија, Вардар. Значи сите тие екипи се по 2-3 скали понагоре од овие екипи кои што се мачат, преживуваат со овие финансии. И мора што побрзо да се најдат стабилни финансиери со едукативни тренери, значи што се знаат работата, таленти има и мислам дека фудбалот ќе оди многу напред за брзо време. А додека овака, ако стоиме во место, нема, мислам, мора нешто, пошто мора прогресивно да работиме, да размислуваме. Тоа е тоа. Така. Сега ќе смениме малку темата, ќе позборуваме конкретно за вас. Вие кога пристапивте кон оваа тренерска работа која што малку и ни ја испрезентиравте, благодарение на сите оние лиценци кои што ги имате, кога започнавте вие со фудбалот? Па многу оддамно, значи мислам дека ми споменавте околу 20 години имате играно фудбал само. Мислам во тоа време беше Југославија, значи му ги поминал сите селекции од пионерска, младинска репрезентација на Македонија, во тоа време беше Илија Игнатовски селектор. Една година бев во Вардар Скопски со генерација на Панчев, Најдовски, Савески, Канатаровски, па од таму 10 година стапав за Беласица од Струмица. Една година имам настапувано за Борец. Така, одлично. Тука. 6 месеци бев на Кипар и така, мислам, се вратив во Вардар Неготино, завршив школа, се вработив и почнав, пошто работам со деца, почнав полека да работам со деца, да го учам тој тренерски занает.
Вие сте истовремено и професор во основното општинско училиште Гоце Делчев во Неготина. Каква е ситуацијата во училиштето? Колку децата се спортски настроени? Без разлика, не мора само да е фудбалот, без разлика кој спорт. Ете, што вели вашето искуство околу тоа? Моето искуство вели дека има позитивен тренд кај децата и ние треба да допринесеме за тоа, значи со тие разговори, со тие дебати, значи зошто е спортот, кои се бенефитите од спортот, дека треба да се вежба за правилен раст и развој. И мислам дека сега со новите спортски активности, значи секоја школа треба да има формирано спортски клуб. Значи базата за сите ученици, фудбалери и у мое време и у време на попознати фудбалери е во тука млади категории, значи во школите. Значи ние треба сега со правилни тренинзи за правилен раст и развој да ги насочиме во тие води и од тука се црпи таа селекција во тие посебни приватни школи. Значи со ова сега Агенција за млади спорт преку училишните спортови што ги формиравме тие спортски клуби, мислам дека ќе даде многу позитивни идеи за овие спортски клубови. Токму и тоа, следно ми беше прашање како вие гледате на овие проекти, поточно за Агенцијата за млади и спорт, кој што ете од пред една година мислам дека започнаа сите оние спортски не паралелки, туку спортски академии во однос на секој различен спорт, спортска академија за ракомет, за фудбал, за повеќе за кошарка и за други спортови. Што мислите за овие проекти? Па мислам дека со тие спортски академии моето мислење е многу позитивно, затоа што има тука селекција на фудбалери. Значи не може секој да оди во таа академија, значи мора да има фудбалерот мора да поседува некои квалитети. Значи и потоа таму се едуцира во правилни тренинзи, сепак тие се едуцирани тренинзи. Мислам дека во овие спортски академии работат и професори, дипломирани професори по физичко. И професори и лиценцирани тренери. Така, значи може и лиценциран тренер. Има да речеме во некои спортски академии немат факултет за физичка култура, ама се лиценцирани со бели УЕФА лиценца за тоа што мислам дека не е тоа аномалија. Конкретно, вие ми зборувате за фудбалот, но јас знам и за другите спортови, мислам дека претежно бараат да бидат професори, но сепак може и со лиценцирани тренери. Да, например, во Струмица еден мој исто колега, значи нема факултет, тренер е на фудбалскиот клуб Беласис, значи он има УЕФА лиценца и работи во тие спортски клубови, има големо искуство. Сепак само фудбалот е во прашање, не е некоја друга спортска активност. И концентрацијата на селекцијата сигурно дава некој позитивен тренд и тоа се гледа дека има нагорна линија и овие со формирањето на тие спортски клубови во школите што треба да ги насочиме тие ученици исто така дава еден висок тренд во спортот кај тие млади категории. Така, одлично. Ете, мислам дека и гледачите не разбраа што сакаме, која е вашата поточно порака околу спортот, особено за фудбалот, не кажавте доста. Дали колку општините помагаат и треба да помагаат не само во фудбалот, туку и во останатите спортови? Што мислите ви? Па ја мислам дека општините помагаат во последно време. И навистина е голема помош. Затоа постојат овие што се Агенција за млади и спорт, преку Агенцијата за млади и спорт, значи треба да се изготват програми. Мислам дека има правилни програми и треба малку да се растеретат општините од тие финансиски средства, не дали преку некои посебни програми преку Агенција за млади и спорт. Значи пак ќе дојдам на претходното прашање, значи мора да има трајни финансиери во секој клуб. Значи услови за работа мора да се има. Значи еве еден пример ќе го земам вашиот клуб Борец. Значи стадион со вештачка треба еден од најдобрите во Македонија, ама многу малку знае дека на таа вештачка треба да имаш специјални патеки за тренирање, па специјални копачки, значи услови треба се носи со себе, значи тоа вештачка треба кај што ако немаш адекватни патеки за таква треба, може да се дојде до некои повреди. Значи најбитната работа е инфраструктурата со трајни финансиери и со едуцирани тренери што ќе го пратат трендот во фудбалот. Не можеме ние сега си земал УЕФА лиценца и застани тука. Јас имам УЕФА лиценца и не работам ништо. Значи мора да се едуцираш, да гледаш во Риека, во Осијек, во Лацио што работат, во Љубљана, значи во Београд. Значи мора да одиш на некоја специјализација. Значи ја кога отидов во Осијек 20 и некој ден кога бев таму, кога видов како
тренираат играчите, значи многу работи им беа појасни, значи таму многу се работи на тие фитнес вежби, на вежби за снага, за стабилизација и така натаму, интензитетот таму Исто да е, речеме кондицијата е многу многу висок. битна, така. Значи не работат како кај на 3 сата тренинг, ефект никаков, него таму 60 минути тренингот, али интензитетот е многу висок. Многу разноврсни тренизи. Така. Значи завршува 60 минути на ручек, одмарат, пак тренинг. Значи подредени се сите работи како што треба. Значи и ако си квалитет, ќе работиш, ако не си квалитет, значи мора кај нас квалитетот да доде напред, а не популизмот. Така, јас моje мислење е ка кажам дека тука споменавте дека општините и треба малку да се растеретат од овие трошоци, да ги кажам. Точно. Треба да ги поттикнеме сите оние фирми, приватни компании кои што имаат така, поголеми достигнувања да вложат во спортот, бидејќи навистина е вредно. Јас би ве прашала доколку ете нешто, можеби не кажавме слободно да ни кажете пред самиот крај, некој ваш апел до сите оние кои што сакаат да се бават со фудбалот, да не губат надеж и така натаму. Па еве, например, така како крајно нешто од таа страна, значи еден апел до сите бивши спортисти да го посетат овој камп за едукација, каде што многу работи ќе се научат. Так. Значи да не останат на тоа ниско ниво, да има повеќе доцирани тренери, значи во Македонија има многу тренери со лиценци, а половината не работат. Така. Значи да има поголема контрола во тие приватни школи. Значи, како мене ќе ме мотивира да одам на пролиценца, ако, да речеме, во Неготино, во Кавадарци, во Велес, има школи приватни што немат ни Б УЕФА лиценца. Така. Значи, поголема контрола. Зошто го викам тоа? Значи, мора да се има правилна програма за работа за млади категории. Доколку сакаме успех, треба да биде тоа квалитетно. Ако немаш едуциран тренер, се е џабе. И така. пред се инфраструктури, значи, тука е маркетинг, тука е... Значи мора да има инфраструктура добра ако сакаме да оде фудбалот напред. И мора, тој е апел до сите и до приватниот сектор и да се најде некој модул да фудбалот да се дигне една гранка на повисоко ниво. Така. Господине Стојановски, јас ви благодарам што ни бевте гостин во нашата утринска програма. Се надевам дека гледачите научија нешто ново и корисно од вас со сите оние лиценци кои што ги имате на располагање. Се надевам дека доправме до гледачите со нашиот разговор и се надевам дека повторно ќе ни дојдете гостин во нашата утринска програма. Благодарам и на вас и на вашата емисија.